Добро вечер. Ало? Добро вечер, кој се јавува? Аз се јавувам од едно село во Ландовско. Би сакал господинот гостинот да го прашам едно прашање. Ајде. Може? Ајде. Милане од Јосифово. Ајде. Прашањето ми е дека чув едни неформални изјави од почитуваниот гостин, дека јас тоа ќе кажам мое сомневање и несакано слушање на некои неформални изјави на господинот, дека се сомнева во постоењето на македонскиот ентитет на овие простори на основа историските показатели. Тоа го чув еднаш во просториите на Министерството за култура, па едно званично искажување од господинот, дали можно да се изрази во тој поглед. Добро, ајде. Благодарам. Значи да не го дефинираме прашање од типот на слушнав кажав. Такво нешто ме чуди. Јас сум се сомневал во постоењето на македонскиот ентитет. Неверојатно, јас зборувам значи за долгиот континуитет на создавањето. Ако нешто ве напаѓа со малку дрве и камења во последно време, тоа беше апропо. Да, иницијалната каписа дека е многу одамна од античките времиња, дека подоцна со доаѓањето на словените и другите народи се создавал тој македонски идентитет и ние сме затоа многу оригинална нација, оригинален народ, бидејќи сме специфично направен. И тоа не е сомневање, неко тоа е возвеличување на македонскиот идентитет. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Ранчо од Хиподром. Ајде, поведе. Имам едно прашање до господинот. Дали има историска музика? Дали постои историска музика? Дали ова историска музика? Аха, ова дали историска музика? Па историска и дека ќе влезе во сите подоснежни енциклопедии, тоа е познато, нели? Да, и веќе сега влегува. Битлз, Ролинг Стоунс. Кажете ми за стрелата и врвот на стрелата на Кале. Па добро, тоа никој не го забележа, да, таа излезе, тоа е од 4 век пред нашата ера, отприлика таа стрела. Што би требало тоа да покаже? Тоа треба да покаже дека во тие времиња тука и тоа е типично на македонските локалитети, на старомакедонските локалитети, се наоѓа во Охрид, имаме многу најдено такви стрели. Од истата форма? Истиот тип, да, бронзени се, да. И се смета дека тие имаат некое критско потекло, но најпојќе се употребувани од македонците. Така. И од Македонија и тоа слабо го забележено, тоа е показ дека во тие времиња тука македонците, односно војските поминувале, се разбира дека поминувале, се разбира дека овие простори биле зафатени, бидејќи Александар по Филипа прво што направил, отишол да ги покори сите околни племиња, а трибалите му биле, значи северно од нас. Трибалите се биле северно од нас, така? Северно од нас биле гранични некои племиња кои што сакал да ги покори за да не му прават проблеми. Потоа се вратил по патеките назад преку Црна река. Така. И кај Пелион, тоа е денешна селца на Охридско езеро во Албанија, до нога ги испотепал илирите кои што направиле некој бунт. Значи, тоа е од тие времиња таа стрела и тоа е показ. Што сигурно покажува за војни активности и на овој локалитет. Да, сигурно на овој дел. Да, тоа не го спомнуваат дури и нашите археолози, но тоа е еден силен показател дека сигурно има и други наводи таму кои од тој период, но тоа треба добро да се простудира материјалот кој што археолозите го прават малку подоцна од кога ќе завршат истражувањето. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Тоа е кај го чекавме, добро. Ке се уклучат брзо, претпоставувам и следните гледачи. Кога би седнала и сега и би се обидела да направите една мала анализа, ако може така се каже, мала анализа, но ајте прво со гледачите. Добро вечер. Добро вечер. Поведете, кој се јавува? Кимовски Благој од Прилеп. Ајде, поведете. Точно за Александар Македонски. Ајде. Александар Македонски трети станува збор. Не ми е јасно тука како Александар Македонски трети. Значи имало Александар, па Филип, па Александар први, па Филип први, па Александар втори, па Филип втори, па Александар трети спрема мене. Или имало дури измеѓу некои други. Значи станува збор, ако биле 7 генерации по 30 години да владееле, значи станува збор за 210 години. Од прилика? Да, од прилика. Фактички веќе станува збор за една вистина цивилизација
која може да биде да владеи. А инаку Александар III, кој станува на збор дека отишол многу далеко, империјата била негде 13 напоредници со 7 мердијани, тоа имам гледано од германска некоја продукција на интернет. Веќе има некоја смисла, мислам. Добро. Точно сакам да стапам во контакти со Паско Кузман во иднина. Мојот број телефон 075 650 541. Со Диме од Прилеп инаков веќе имам контактиран и имам разговарано на темата. Тоа дали е можно, ме интересира. Добро. Пријатно. Пријатно. Тоа е династија на Аргиадите и тие така се мултиплицирале први, втори, трети. Така? Постои Александар IV, нели? Тој е синот на Александар, кој што бил убиен уште како дете. И тоа е нормално во тие периоди. Не знам друго што го интересира. Династијата на Аргиадите... Сакаше, јас повеќе го сватив како заклучок да покаже дека постои голема временски период во кој што владееле македонците на една ваква површина територија. Да, сигурно, да. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Дали Добро вечер. Кој се јавува? На телефон е Андов Тоше од Кочај. Повели. Па вака, јас сакам само да му честитам на господинот Паско Кузман и да продолжи. Тоа е се. Добро. Убава работа тоа. Ти благодарам. Јас само сакам да го прашам господинот Паско Кузман. Значи, господин Кузман, вие си го паметите вашиот дедо, пред малце ми кажавте, така? Да. Мислам, името на дедото, знаете сигурно кој е неговиот татко, сигурно имате генеза во семејството како се движело. Ако вие тоа го знаете, и јас го знам, и многумина во Македонија го знаат, дека постои генеза, значи постојат корени. Како тоа одеднашка некој сака да ни каже дека ние потекнуваме само од словените и дека тука е почетокот. Што се случило со непретходниот период? Односно, или да го симплифицирам, знаеш ли тоа дека тука живееле македонците, дека удрил некој метеор, нели, па тоа се збришало од површината на земјата и од еднашка од небо се спуштиле словените или пак нели со помош на цевки преку Дунав препливале на позната приказка која што ние кажуваат и стигнале тука. Јас не можам да го разберам, значи логично не можам да разберам како може одеднашка една цела генеза на луѓе, на генерации, рековме Александар Филип и така натаму, одеднашка да кажеме дека тие немале никакво влијание на следните генетски кодови кои што подолу се наследувале. Како може тоа да се објасни? Тоа ме интересира. Сега се претерува многу со тоа раздвојување. Никој од нас не кажал дека строго се раздвојуваат. Античките македонци, така и мене прашаат. Дали сме ние словени или сме антички македонци? Тоа се глупави. Значи ступидни да не кажам. Не може никој да праша дали си антички македонец, дали си словен. Не се прашува така. Тоа е такво невидено подвојување. Тоа нашите луѓе од медиумите тоа го прашуваат како прашање. Тоа кога да ве прашам, дали дедови ваш е син на неговиот татко. Мислам, тоа е едно нелогично. Смешно е. Значи, дедебе мој Мицко Комитата го вика, имал татко кој се викал Кузман, а татко му на Кузман се викал Паско. Може би не бил тој татко му, кај знаете. Тој бил Климент, тоа најуште постари. Значи, ако не било така, има нешто друго се случувало. Значи, можда овде била цивилизацијата... Може Кузман дошол директно тука без... Да, скокнал. Значи, веројатно била цивилизацијата му па исчезнала и одеднаш дошле некои други и од нив потекнуваме. Да, може би Биг Бенгот тука се случил во Македонија. Тие што дошле, тоа е нормално низ историјата. Доаѓаат едни, стојат подолго време или владеат подолго време, се мешаат, доаѓаат други и така натака, тоа е нормално. Но иницијалната капица секогаш е важна. Темелот е секогаш важен. Без темел немате куќа, се разберуваме за темелите. Се друго подоцна се градат, се надоградува, се доградува и така натака и се создава таа. Ајде да одиме со гледачите.